Во историјата на градот има многу значени и светли настани, особено во периодот на 20 век, а сите тие се дел од нашето заедничко историско наследство, на кое во посебни пригоди ние денеска со почит се враќаме. Низ премрежјата на историјата Куманово се профилираше во бунтовен, борбен, револуционерен, но секогаш слободарски и праводолюбив град. Таквото минато го следеше ова подрачје и во вековите наназад, во периодот на речиси полумилионското постоење на градот од 1519 година преку Карпашовото стание во 17 век, настаните од почетокот на минатиот век и периодот помеѓу двете светски војни, а најзначајните настани од неговата историја секоја се од македонскиот октомври 1941 година, периодот на асно ослободување на градот 1944 година. Ниту период по 1991 година, кога Македонија стана самостојна суверена држава, но истовремено и периодот на транзиција на општествено-економската формација не го скрши достоинствениот лик и духот на нашиот град. Со процесот на децентрализацијата во 2005 година на известен начин и подинамично се отворија нови и поголеми перспективи на нашата заедница, целите беа јасни и надежни, создавање услови за просперитетно, развиено и европско Куманово. Почитувани, пригодата по денешниот повод побарува да се сублимира нашите најзначајни резултати помеѓу двата празника на градот. Ним ги има многу и овде не можеме сите да ги искажеме. И иако во сложени услови на бавноста и на успевноста на фискалната децентрализација, во периодот по последната година, како и во прошлите години, беше продолжена динамичната развојна активност на локалната самоуправа. Тоа се стваруваше во сите области на локалната надлежност, а особено из капиталните вложувања беше реализирана во комуналната сфера, како и во повеќе општествени дејности, образованието, културата, спортот, социјалната заштита и другите области.